Добро вечер и добре дојдовте. Вие го следите новото издание на Fairplay. Секогаш ми е задоволство да ве поздравам и да ве поканам во следните минути да уживате со нас и со новата спортска тема и гостин во емисијата. Уште на стартот ќе најавам дека мојот вечерашен соговорник е исклучително атрактивен заради тоа што е едно од најзвучните имиња на македонскиот спорт, најдобриот фудбалер кој што Македонија досега го имала, а неговото име и презиме секогаш биле страф и трепет заради тоа што противниците на теренот речиси никогаш не можеле да се одбранат и секогаш примале голови од него. Верувам дека ќе имаме интересен разговор, затоа ве канам да останете со нас на тел. Колку и епитети да употребам за мојот вечерашен гостин, мислам дека нема да бидат доволни заради тоа што е навистина големо име и имаше блескава кариера, но затоа решив оваа прилика да употребам една изјава на големиот Роналд Куман, која што сега и ќе ја видите, а и јас ќе ви ја пренесам, звучи навистина многу убаво. Пред се насловот на ова негово интервју или изјава која што ја дал во времето кога бил играч на Барселона, гласи вака: Панчев е подобар и од Ван Бастен. Стоичков е добар центарфор, но и многу зборува. Честопати го казнуваат, а со тоа и нас, неговите соиграчи. Моја желба е од јуни да ни се приклучи европскиот мистер гол Дарко Панчев. Одамна не сум видел таков голгетер. Го ценам и мојот сонародник, холанѓанецот Марко Ван Бастен, но сега сум сосема сигурен дека Панчев е подобар. Со него во екипата, Барселона глатко би се прошетала низ Европската лига и многу брзо би станала најдобар тим во светот. Ова сценарио не се случи, но сепак, јас вечерва ќе имам таа прилика да разговарам со господинот Дарко Панчев, на кого му посакувам добре дојде во емисијата. Дарко, навистина ми е голема чест и задоволство. Јас сум одлично. Најпосле да се сретнеме. Така е, ви благодарам. И еве сега најдобро време да разговараме, да. Така е. Сместете се удобно и веднаш ве молам да ова на кратко барем да го прокоментирате, вакви зборови од една икона, навистина икона. Да, ме потсети на времето кога Јохан Кројф беше тренер, кога ја ствараше полека таа силна Барселона и да кажеме после 10 години се појави она феноменална генерација на Меси и Инјеста, но и оваа генерација пред нив со Бакеро, Стоичков, Куман, Ромарио и така натака беше феноменална генерација. Да, точно е. Бев блиско до Барселона. Крој сакаше да ме донесе. Дури во една прилика, тоа да кажеме го нема во јавноста, кога игравме со Звезда во Софија, против Самдорија, одлучувачката утакмица, да и втората година поред играме во Лига на шампиони во финале. Дојде Христо во Софија, дојде на кафе во хотелот и баш и дури ме тераше и ми викаше: ајде, вика, да дојдеш кај нас, вика. Ќе ти биде добро и така натака, али тоа е, сега знаеш, времињата си носат некои своји моменти, своји ситуации, не се случи тоа и точно. Сигурно ќе беше добро да се случеше. Вие сте зборувале нели за вашите избори, мене ме интересира дали ви се случува по некој пат и до ден денес, откако поминаа толку многу години, да си правите некои сценарија во главата и да размислувате што би било кога би било или едноставно. Како не? Да. Па добро, знаете што, за разлика од денеска, кога денешните играчи се максимално пратени од 1-20 менаџери, да, па добиваат совети, чекај, вамо е подобро, вамо не е подобро, тука играат поатрактивно, тука не. Во наше време, за жал, ние го немавме тоа. И добро, некако... но сепак Барселона е Барселона, речем. Не, апсолутно, али да се разбереме, во 90-тите години до 2000, да кажеме, втора, трета, можеби и пета, Италијанската лига беше убедливо најсилна на светот. Зошто? Затоа што најдобрите играчи и најбараните играчи во тој момент во светот одеа во Италија. Во последниве 15 години не е така. Сега најдобрите играчи идат во Шпанија, во Англија, па дури и во Франција почна и така. Така да и мене тоа некако ме повлече, моите колеги одеа тамо и едноставно ја одлучив да одам тамо и се договорив со Интер, иако од денешен аспект гледано секако дека ќе беше подобро да одам во Барселона, па дури Реал Мадрид ме бараше. Да. Тогашниот председател Мендоза дојде дури 2 пати во Белград, преговараа со мојот клуб, со Джајич Светковиќ, да. Али знаете, во животот многу пати не знаете што носат работите. Едноставно се случи тоа што се случи. Секако се покаже дека изборот не беше адекватен, погрешен и кариерата место да ја надградам.
таа феноменална кариера моја од 10 години, место да ја надградам уште толку, ја едноставно се движеше во обратен правец. Да, од друга страна, пред тоа и со Звезда достигнавте на вистина многу нешта и тие се запишани во вашата статистика и кариера. Знаете како изгледа финале во Лигата на шампионите. А сега за една недела ни предстои ново финале во Лигата на шампионите. Го сметате ли за атрактивно? Имате ли фаворит? Секако, иако јас од 2016 година зборам дека фудбалот некако квалитативно е во надолна линија, но сметам дека овие надпревари сега што ги гледавме, посебно полуфиналните и четвртфиналните, беа стварно изваредни, се постигнуваа многу голови и тоа некако ја враќа вербата дека ќе гледаме повторно атрактивни надпревари со доста голови. Впрочем, тоа е и задоволството на публиката, да гледа што повеќе шанси и голови. Не сум некој навивач, во принцип навивам за екипи што играат убав фудбал, што играат атрактивен и ефикасен фудбал. Во времето на Барселона ги обожавав затоа што играа многу атрактивно, добро. Еве сега Сити е таа екипа која исто игра, Ливерпул исто, Клоп е еден феноменален тренер кој сака да гради добра игра. Реал Мадрид не можеш никога да се откажеш од него, посебно оваа година што му се случуваше на 2-3 елиминациони надпревари, тоа беше чудо. Стално се вадеше на крај. Значи уште еден доказ дека со Реал не можеш да бидеш никогаш на чисто. Точно. Сега пак е тоа најголем клуб фудбалски гледано, најуспешен резултатски гледано и тоа се тие екипи што со години наназад доваѓаат до врвот. Да, ова ме поттикнува да ве прашам баш за тој момент нема предавање, кој што веројатно секој спортист треба да го има во себе. Во вашата кариера, освен овие блескави моменти кои ги споменуваме редовно, има и моменти кои што па и не се баш така розеви. Да ги споменеме моментите кога не потпишавте за Звезда, па потоа добивавте црвени картони, па не можевте да играте баражи како своевидна казна. Да ги споменеме моментите кога не добивавте повик во репрезентација, да речеме исто како своевидна казна. Моменти кога репрезентација на Југославија добива казна и е суспендирана, па не може да настапите. И тоа се во време кога вие сте во топ форма. Што беше тоа што ве водеше напред? Да не речете ги фрлам копачки. Знаете што, во кариерата на секој играч има одредени успони и падови. Значи тоа не е спорно, не постои играч што 15 години, 10 години му трае кариерата цело време на еден врвен ниво. Значи тоа може би да е еден, двајца, не знам, Меси и Роналдо е сега. Навистина е ретко. Тоа е реткост. Така да на секој играч кариерата му е составена од такви моменти. Едноставно ти тежат jer сметаш дека заради некои други причини те го скратиле тебе и твојата генерација можеби да постигне некој успех повеќе, кој ќе му значи за понатака во кариерата и во животот. Така да тоа е сега. Нема откажување, така? Па откажување нема, секако. Добро. Сакам да се потсетиме сега, бидејќи Вардареве го споменуваме, тој е нашиот веројатно најголем бренд во фудбалот, па и во спортот. Еден господин кој што се вика Гоце Трифуновски, кој што е голем фан на Вардар, па и на вашата игра, прифати да малку позборува за овие теми, па да слушнеме што во оваа прилика каже. Има навивачи кои го пратат фудбалот и Вардар, секако. Да, може. Љубовта према Вардар и према фудбалот е од 5 години мои. Ја тренирав во Вардар како дете од 10-11 години до 14-15 години. Кога ќе се спомне кој е Дарко Панчев, прво нешто што доаѓа, претпоставувам дека тоа е за грото луѓе во Македонија, дека Дарко Панчев е најдобриот македонски фудбалер на сите времења. Сасвим случајно ја го видов него на мал фудбал, во Кале салата, пријавени неговата екипа која се викаше Пабап, остана за сеќавање тоа дека интересна име, интересно име и го гледам еден дечко кој дава голови така лесно, така едноставно. Кој е овој? Дарко Панчев. Тренира во Вардар, младинецен, младенска уште школа, не е дете во пунолетно и оваа зима сега, пошто тоа се игра во јануар месец, ќе го земат на припреме да иде со првиот тим. Завршија припремите, се вратија во Скопје, овдека финални подготовки кои ги има. Така дојде Партизан во Скопје. Тоа е првата утакмица која Дарко седи на клупа. Ова уште не ни знаеме како е со Вишневац, како ги определува играчите. И таа утакмица
протекна така во првото полувреме да води Партизан 2:0 и да состојбата на стадионот е кисела, некако на никој не му е драго. Во некој си момент таму, тоа отпосле го дознавме, кога разговарају, доаѓа кај тренеров, како што беше спортски дрскост има, тренерот, те молам, пушти ме да играм, 2:0 ни водат овие, да ги победиме 3-2, да завршиме. Ајде, момче, влези. И Дарко дава 3 гола на утакмицата. И тоа одекна низ цела Југославија. Сите слушна дека у Вардар има нешто посебно. Нафрлена топка од Карнаплановски, срещија Дјукановиќ и Ѓорѓевиќ, а на Дарко Панче не можеше тешко да запнесе мрежата на Партизан. 1-0 за Вардар. Откако Дарко уз Саветски Рингов и многу други играчи кои таа генерација фаде, која веќе покажа дека има квалитет, и во таа полусезона од 17 утакмици Дарко постигна 19 гола, а во Југославија во целото првенство, јесенскиот дел никој немаше постигнато 19 гола. Пред самиот крај на тоа првенство да се заврши, тоа е 82 година, Вукас у Сплит излезе у новина дека вика Јерковиќ и ја, тоа е Дарко Панчев. Пред да отиде за Интер не престана Монако да го бара и Венгер. Заинтересирани клубови беа многу од Шпанија и Реал Мадрид и Барселона. Од Италија и Милан го бараше да иде у Милан, Интер веќе контактира со него. Доаѓа со приватни авиони во Белград, доаѓа да го договорат и од Барселона и од Реал Мадрид. Сите тогаш во тој момент кој не интересираше Панчев кај ќе продолжи, мислевме дека погреши, са како он знае најдобро дали како се чувствува, иако и денеска веруваме дека погреши, дека ќе направише кариера фантастична. Стоичков, кој беше главен играч во Барселона, безброј противника, дојде овдека да даеш голови што никош не може да ти ги струшат сите, пошто Дарко е сигурно со најголем процент на реализирани шанси во Европа во тоа време. Никој не можеше така лесно да ги даде головите и така од 5 шанси 4 гола дава. Да, една блескава кариера, исти такви моменти за кои што сега зборувавме дека мене лично ми е жал што не сум можела да ги посведочам, да речеме, на стадион, но остануваат запишани во нашата историја. Сакав сега неколку прашања во врска со ова што го слушнавме. Вардар, во оние моменти кога требаше да ве задржи, ако е точна таа информација, ви подарила или дала автомобил? Па не, види, Вардар во моје време, добро кажа гледачот, не подсети на некои работи, да врати многу наназад. Ја фактички остана во Вардар исклучиво заради љубовта према клубот. Ја не земав малтене ништо, што се вика. Еве ќе ви кажам, конкретно за 4-годишен договор добив пари колку што кошта 200.000 тогаш. Значи, автомобилот 100 кец од Застава, парите што ги добив, можеше да купиш 2 автомобила, за тоа остана, што е од денешна перспектива смешно. Ова за автомобилот инаку ве прашав заради една друга приказна. Разбрав за некоја сообраќајна незгода, после која Дарко Панчев дошол во сооблекувална и доцни и го прашуваат зошто достоиш, па сега немам автомобил и малку ми е потешко да стигнам на тренинг. Вистина е тоа? Сте добиле интересни информации. Да, релативно млад шофер и значи кога се спуштате, имаше тука на самиот чош кога вртиш пред помошното игралиште на Вардар, значи тука имаше една лимунаджилница, знаат то старите љубители, и сега ти вртиш вака према игралиштата и одма десно продолжуваш, нас ни беше патот така на сооблекувалната. И сега кога што имаше грмушки и дрва тука наредено, има и ден денеска, јас сега кога што возев, одеднашка ми излезе од грмушките едно мало дете со точак. И ја малце неискусен шофер, малце од страв, да не
мислам, тука не возе брзо, не можете да возите, пошто вртите на кривината, не може да возите брзо, но се уплашив да не го удрам малиот и нагло свртев десно и баш удрив кој што свртев десно у тоа едно дрво големо старо што беше и мал си упропастив колата и ја оставив така колата и отидов да го завршам тренингот. Нашиот шампионат фудбалски веќе заврши, имаме нов шампион, меѓутоа Вардар немаме привилегија и чест да го гледаме во првата македонска лига. Дали тоа ве нервира? Како се чувствувате во врска со тоа што вашиот Вардар во моментов е во ситуација во каква што е? Не е прв пат да е во тешка ситуација, но... Да ви кажам нешто. За сите искрени љубители на фудбалот, кои го сакаат Вардар, и посебно за нас, кои генерации сме на некој начин допринесувале да се развива клубот, верувате ми, тоа е болна тема за нас. Ја не би нешто многу полемизирал, затоа што толку многу пишуваа по медиумите, толку многу информации се знаат. Во последно време не сум тамо, значи скоро 3 години не сум во клубот. Не сакам да шпекулирам, не би можел да знам зошто баш клубот дојде во таква ситуација. Jer јас кога бев во Вардар со Илија Најдовски и со Боби Бабунски, дури влеговме во Лига Европа, направивме извореден успех. Бевте критикувани и вие бевте критикувани во поглед на тоа како ги менаџирате нештата. Веројатно и секој менаџмент ќе биде подлежен и треба да биде подлежен. Нешто, зависи кој ве критикува. И тоа е точно. И каква им е намерата. Jer немаше ние да бидеме критикувани кога ние не одлучувавме во клубот ништо. Не се грижевме околу финансиите, значи други луѓе го работеа тоа, а во фудбалскиот дел ние направивме одлични резултати. Ја лично би сакал да се дознае зошто клубот дојде во ситуација, зошто испадна во втора лига. Нели? Зошто имаше толкава загуба? Никој тоа не го прикаже, никој не го анализира, никој не го истражи. Така да не сакам да шпекулирам, ја не знам конкретно околу тоа, но тоа е интересна тема да се дознае, зашто да не? И ја би сакал да знам. Да. Како што реков, зашто е голем бренд, а сега ќе слушнеме малку еден ваш некогашен соиграч. Се уште сте пријатели, како што раскажа. Ајде да видиме и да чуеме за кого станува збор. За тоа каков играч, меѓутоа и каква личност е Дарко Панчев, во оваа прилика ќе слушнеме и од еден од неговите соиграчи, уште една би рекла легенда на фудбалскиот клуб Вардар, дел од онаа златна генерација која што низ историјата ги донесе едни од најголемите успеси, господинот Томче Трајановски. Ке го започнеме разговорот со оној момент кога всушност вие се запознавте со Дарко Панчев, па ајде во оваа прилика сетете се кога првпат го видовте, кога го имавте првиот контакт со него. Пред да ви кажам кога го запознав Дарко Панчев, ќе направиме мал вовед како се создаваше силен Вардар. Значи 1979 година во Вардар дојде тренер, едно многу познато име во југословенскиот и во светскиот фудбал, Стјепан Бобек. Тоа беше негде до 81-ва летото. Во тој период Бобек се пензионираше и тренер дојде Вукашин Вишњевац. А Вардаровата школа веќе се отскокнува неколку млади и талентирани деца. И интересно беше што тогаш Вардар како најголем бренд во Македонија, како символ на Македонија, кога имаше ослободување на градовите, одев играв непријателски надпревари. Мојот соиграч Здравков еден ден ми кажа: "Томче, дали си бил да ги гледаш младинците, има едно дете страшен играч." Викам: "Не сум бил, ќе одам." Отидов и шо да видам, Дарко дадено 5-6 гола и од тогаш се запознавме и веќе тогаш Дарко го беше и неколку пати резерва во првиот тим и се дружевне, јас тој и Пепи Ѓоргиевски, како помлад тој од нас, доаѓаше со нас, се дружевне. 83 година во Скопје, значи многу јак зимски турнир. Ние игравме првата со Звезда, победивме, финали игравме со Партизан. Со Партизан Дарко даде 2 гола. Одма другиот ден во Белградски спорт, во Темпо, запамтите презиме Панчев, запамтите ова. Значи тој за 2 дена стана веќе звезда. Но Вукашин Вишњевац, тренерот наш, кога прочита тие деновите како ова, и сакаше да ја смири малку ситуацијава, да не Дарко летне во облаци, знаете како е на таа возраст на 17 години. И до крај на првенството него стај ниеднаш да игра. Дарко дебитираше за Вардар 33-то коло со Железничар игравме во Скопје. Првиот гол што го даде Дарко, му го наместив јас.
позитивен, омилен меѓу играчите, секогаш со некоја нашала, сака никош со никој не се замерил. Значи тој со одењето на Кочо Димитровски се пензионира, тренер Ѓоре Ивановски отиде Мицевски во Турција, од тие постарите играчи, значи Дарко Панчев исто таа година стана најмлад капитен во историјата на Вардар. Се дружевте и надвор од терените? Па ние, значи, јас, Пепе Ѓорѓиевски, Дарко најмногу се дружевме. Дарко беше помал, идеше со нас, истиот е тој, никогаш не, и ден-денес е истиот. Например, да пиеш кафе во неговиот кафич во Деветка, да знаат 100 луѓе да дојат да се сликаат, тој со сите ќе стане. Да, таков е, пријатен. 84-та година Дарко Панчев и Пепе Ѓорѓиевски игра за олимписка репрезентација на Југославија. Значи беше бараж меѓу Холандија и Југославија во Холандија. Значи со голот на Дарко Панчев ние победивме Холандија во Холандија 0-1 и олимписката репрезентација се пласира на олимпијадата, мислам дека беше во Лос Анџелес тогаш. И Дарко Панчев и Пепи уште тогаш го бараа Црвена звезда, не отиде, него потпиша за Вардар. И ради тоа не ги зедоа ни двајцата на, така беше политиката тогаш, не ги зедоа на олимпијада. Дарко Панчев во Црвена звезда 5 пати беше шампион на државата со Црвена звезда. 2 пати го освои купот со Црвена звезда. 4 пати беше најдобар стрелец на Југославија со Црвена звезда. Беше европски и светски првак со Црвена звезда. 90-91 година квалификации за репрезентација на Југославија, кога југословенска репрезентација доминантно беше прва во групата. Дарко беше најдобар стрелец во Европа со 10 голови за репрезентација и од 7 надпревари. Покрај тоа Дарко е втор стрелец во историјата на Југословенската лига. Значи после Сантрач. Сантрач има постигнато 215 голови од 20 првенствени сезони, а Дарко има 177 голови од 8 првенствени сезони. Значи просек 22 гола да, ако Дарко играл колку Сантрач играл во Југословенска лига, имал дајно 440 многу повеќе, многу повеќе. Како ден денес се дружите? Наоѓате ли време и сега да поминете заедно, да зборувате за фудбал, да гледате фудбал, па може би и нешто друго на страна од спортот? Често се дружиме, мислам често, најмалку еднаш неделна се дружиме, пиеме кафе пред некој ден бев некај Вардаровата легенда Методија Спасовски, кој што исто е така беше голем фудбалер, мене ме беше и тренер. Често се дружиме, зборуваме за фудбалот, зборуваме за ситуацијава во која што е Вардар, навистина не е непријатно. Пошто сум сведок на неговиот почеток и чекав 40 години да се појави некој играч во Македонија сличен на Дарко Панчев. За жал немаше досега со такви. Сега во Академијата на ФФМ се појави еден млад дечко фудбалерче, како да го наречам, Стефан Младеновски. Дарко не го знае детето. Значи, што многу подсетува на Дарко Панчев, по неговите потези, по гол играч. Значи, ме подсетува на периодот кога Дарко почнуваше во Вардар. Вака баш ми е мило и за детево и на Дарко сигурно ќе ми е мило, зашто еве ќе се појави некој, ја мислам дека тој му е прав наследник. Да, неверојатни статистики и моменти кои што вреди да ги знаеме, да ги помниме и да се гордееме со нив. Еве еден убав коментар, ние секој пат можеби многу често и несоодветно ги споредуваме другите македонски фудбалери со вас. Кој е вашиот омилен македонски фудбалер? Па видете, да можете кажем еден нешто. да издвоите кој што можеби и вас ви бил некој пат идол или кој што ви бил за пример, може и од помладите да кажете, Добро, не мора пред мене секако дека сум слушал и некои сум ги гледал меѓу главните играчи во Македонија биле еден Мето Спасовски, еден Васил Рингов, кои исто бил играчи што големо го респектирали у регионов цела Југославија, така да, а од помладиве секако дека овие што се појавуваат како Елмас, како
Барди е многу стабилен играч, везен играч, добар, знае да нагази топка, има добар шут. Чурлинов еве го гледаме полека добро се развива. Значи добро е, знаете што е многу добро да играат. Да. Голем дел од нашите играчи дури и сега што се репрезентативци многу се повеќе резерви него што играат. Али се млади, нека се трудат да играат што повеќе и така ќе се развиваат повеќе. Така да се надеваме дека ќе продолжат со овие успеси. Дел од нив играат и сега во навистина квалитетни лиги и клубови, меѓутоа му предвидувате ли на некој од овие млади играчи сериозен трансфер и можеби да бидат дел од најзвучните? Знаете, фудбалот е многу пати составен од моменти, од ситуации, да се погоди добра средина, да се погоди квалитетна нормална екипа, знаете, вие тука добро да функционирате, да се снајдете. Така да не можеш никако да предвидиш пред време, пазите. Еве еден Меси кој е најдобар играч на свет, па еве гледаме се мачи у ПСЖ. Ме разбирате? А убедливо најдобар играч во последниве 10-15 години. Така да, од многу ситуации е составен фудбалот. Не можете вие да бидете никогаш сигурни дека нешто ќе функционира 100% добро. Еве како морам да го пофалам, можеби гледачите не знаат за вашиот брат Николче, кој заедно со Бабунски уште тогаш кога бевме во младинци на Вардар, го следевме, му предвидовме дека добро ќе напредува. На наша иницијатива го испративме да игра малце во Битола, во Пелистер, па во Брегалница и добро е што отиде. Ја зашто викам? Поред да бидат чокори. Младите играчи секогаш треба да се трудат да играат, само така може да се развиваат. И еве сега гледам, ќе го поздравите од мене, гледам дека е во Мажарска, дека добро гази, дека добро напредува. Тоа е некој терк за млади играчи како треба да напредува. Да се движи кариерата. Ако треба некаде иде да игра, а не да биде резерва, затоа што има 20 години, мора да напредува. Тоа е принципот. Се надевам дека освен што сте мотивација, дека и помладите ќе ги слушаат вашите зборови за да не се разочаруваат и за да бидат упорни во тоа што го прават. Само што бидејќи времето ми е секако при крај, кога бевте репрезентативец на Југославија, кои играчи седеа на клупа додека вие игравте? Кои ви беа резерви, да речеме, од звучните имиња? Еве да кажеме конкретно, јас постандардно играв 91-92 година кога ги игравме квалификациите за Европско за Шведска, кај што се пласиравме меѓу првите, но за жал од политички причини ни забранија да идеме да играме. Во таа генерација, пазете, резерви беа еден Бокшич, еден Бобан, еден Шукер, не знам, Мијатовиќ, значи све играчи кои станаа големи фудбалски имиња понатака. Кажете ми дали до ден денес сте пријатели, има ли меѓу нив такви со кои што буквално се слушате редовно? Комуницирам, знаете, секој си фаќа некој свој правец, нели, фамилија, од кај што е роден, оди се враќа да живее, работи нешто во фудбалот, кој менаџер, кој спортски директор, кој тренер и така натака. Така да се слушам со доста од нив. Пикси го спомнавме пред да се вклучат со Пикси вчера му честитав, имаше излагање на некоја негова книга, некоја за него извадија. Ба се слушнавме, рече дека ако иде, пошто он Нишлија, нели, ако иде нека Ниш, можеби ќе помине до Скопје да се видиме да направиме еден ручек. Така да имаме комуникација, сме во добри релации, затоа што навистина посреди нас има убави работи кои ни се случува и тие не се забораваа. Знаете како е пријателството станува. Така е. Имаме многу теми со вас. Време во оваа прилика тука некаде ни привршува. Но да, се надевам дека ќе биде само поттик за војнина да имаме и други убави разговори. А мене ми беше чест и ми беше одговорност голема да ги потсетиме нашите гледачи на едни убави моменти кои што ја одбележа вашата кариера. Па знаете, фудбалот е, спортот е фактички не само фудбал, таков да е составен и од статистика, од податоци. А тие податоци не може никој да ги избрише. И вредноста на еден играч не се прави во Македонија, се прави на европскиот пазар. Така да тоа си стои, све се гледа, се гледа кој што бил и каде бил. Така да јас сум задоволен од тоа што сум го направил, задоволен што сум имал одредена вредност во европскиот и светскиот фудбал, што во периодот кога јас сум играл ме гледале така како што ме гледале, и тоа е тоа. Може би сум можел и поише да постигнам, но дефинитивно сум задоволен и од ова што го постигнав. Ви благодарам многу. Фала. И ви посакувам се најдобро до следната прилика. Фала, секако ќе се видиме повторно. Фала, поздрав до гледачите. Ќе се видиме, благодарам многу. Пред да се поздравиме со нашите гледачи, да ги погледнеме рекламите.